Аргумент плюс, добро вечер повторно од мене, почитувани гледачи. Загадувањето тема на ова ново издание на емисијата. Одам веднаш со најава во интерес на времето. Маријан Калевски, Зелен хуман град, советник во град Скопје. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И нели очекуваме вклучување на Ѓорги Танушев, Здрава Котлина од Струмица. Ке го имаме и тој ќе биде дел од оваа емисија. Калевски, сега ве прашав, не знаев искрено да бидам, вие сте со прв советнички мандат во град Скопје, влегувате преку оваа организација Зелен хуман град. Не можеме да сметаме баш дека активистите што ги велиме за здрава околина, за човекови права, извојува некоја посебна битка на градско ниво на локалните избори. Па да, не можеме, бидејќи граѓаните се одлучија очигледно да бойкотираат. И единствено тие што беа приврзаници на партиите си скочија да гласаат и обезбедија гласови за нивните советници да се направи мнозинство. Но сепак ќе кажам дека во однос на освоени гласови овие избори беа едни од изборите со најниска излезност, така што не беше поразително ова само за нас, туку и за сите политички партии кои постојат до сега. Да, ние добивме градоначалник на град Скопје кој не освои ниту 100.000 гласови, што мислам дека до сега во историјата на локалните избори се има случајно само еднашка. Но што е? Тоа е, доколку го имаме Танушев на линија, дали го имаме? Да, мислам дека го имаме. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, ве слушам супер. Поздрав од Струмица. Да, поздрав и од нас. Ај прво да прашам во моментов состојбата со загадувањето, како е во Струмица во моментов? Во моментов врне дожд, PM-чистичките 2,5 и 10 се намалени, освен во зоната каде што имаме интересна индустрија. Инаку, генерално сега се намалија. Со тоа што морам да кажам дека температурната инверзија што постоеше изминатава недела дена, сега веќе ја нема и очекувам да паднат овие честички. Но тоа ќе покаже и друга работа, во смисла дека дури без температурна инверзија, оному кај што имаме проблем, тоа жариште останува. Добро, сега Танушев, инверзија температурна да објасниме. Дождот не спасува од PM10 честичките, мерките што беа привремени и воведени како вонредни за да се намали загадувањето, временската прогноза, неработење на индустрии, што во моментов ја амортизира состојбата? Временските услови, исклучиво тоа, бидејќи мерките што беа кажани, практично никако да ги нема, да немат никаков ефект. Она што сега е важно е дека имаме промена на временската прогноза, тој дожд што сега паѓа, и промена на притисокот и појавата на ветар. Така да зависим исклучиво од добрата временска прогноза. Добро, Танушев, останувате на линија. Еве истото прашање и за Калевски, немам излезено надвор од објектот неколку часа. Каква е состојбата? Утрово врнеше, па престана, па повторно врне. Дали е магловито? Денеска е подобро во однос на топлотна инверзија. Ќе кажеме нешто за вчера, ама конкретно за денеска нема топлотна инверзија, има ветер, дождот не верувам дека игра толку голема улога затоа што сепак многу слаб дожд беше тоа, највеќе влијание врз метеоролошките услови и намалување на загадувањето има ветерот. Интересен податок за вчера е што имаше топлотна инверзија, имаше и густа магла, но немаше загадување толку големо колку што знае да биде. Од градот Скопје денеска имавме комисија за животна средина и не информираа дека имало засилени инспекцијски служби на индустријата овие денови кога имаше огромно загадување, така што инспекцијски служби од градот Скопје и од животна средина и дека санкционирале известен број на индустријски загадувачи, само што не знаеме кои се тие индустријски загадувачи, што значи и такако од ова може да се гледа сега дека загадувањето и такако зависи од загадувањето на
индустријата и колку таа се контролира. Така што не знам, ќе видам. Соопштението дека вонредни инспекцијски надзори се на терен и дека веќе се изречени прекршочни казни за одредени компании кај кои се утврдени нерегуларности, беше лиферувано, мислам, во вечерните часови вчера, и го забележав она што вие го велите, дали како советници или ние како јавност треба веќе да имаме одговор и да не се генерализира кои се тоа загадувачи кои заработија казна, кои се тие неправилности што биле утврдени, а тие се дел од она соопштение и констатација дека може би се работи за фирми кои се учесници во загадувањето на животната околина. Ова веќе не е ни загадување, туку веќе ова труење и невозможно да се дише. Треба ли конечно да ги слушнеме имињата? Имате ли план како советници? Разговаравте ли еве на оваа тема? Реагираа ли другите советници во град Скопје да не генерализираме, не секоја фирма е загадувач? Апсолутно, ние баравме да се достават имињата на сите тие правни објекти кои што биле казнети и кои што се утврдило дека има загадување, па почнаа да ни кажуваат дека тоа уствари биле од инспекцијските служби на државниот инспекторат. Знаете, цело време кога се префрла одговорноста тука, а инспекциите беа биле од мешови состав, значи податоците ги имаат и едните и другите, така што јавноста мора да има право на тоа, да ги дознае тие информации. Тоа се информации од јавен податок, значи ако властите сметаат, ако сакаат да бидат како што треба, да работат како што треба, мора да ги објават сите тие податоци, да видат луѓето кои се тие индустријски капацитети што загадувале и што континуирано не трујат. Значи, овдека можевме да видиме само од еден ден како се успеа да се направи драстично подобрување на воздухот, затоа што тоа што го видовме вчера, да не беа тие мерки преземени, загадувањето ќе беше огромно. Значи, и ние имавме густа магла вчера, и ако индустријите си работеа како што си работат по обичај, ќе имавме 2-3 пати поголемо загадување минимум од тоа што го имаше вчера. Талевски не се кажа ништо, например, колку компании се во прашање, за кој вид на нерегуларности се работи? Ништо, никаква информација не дава. Никаква информација. Танушев, секако не сакаме да обвиниме и да впириме прст кон ниту една компанија. Но ние, еве и вие, долго време сте дел од овој активизам за заштита на животната средина и сте дел, нели, и од советот на општината. Како да веруваме на институциите дека си ја работат работата? Како да веруваме кога една институција ќе рече контроли се направени, компанијата треба да поседува тој тип на еко дозвола, таа ја поседува, филтрите се во ред, а при тоа сведочиме на најави за кривични пријави против компании, дека немаат мерачи, дека не може да се верува дека имаат соодветни филтри и дека ги почитуваат стандардите. Можеме ли да се потпреме на довербата кон институциите дека си ја вршат својата работа во оваа приказна? Која е таа доверба? Значи, ќе ве молам, со децении таа доверба систематски еродирана до степен да никој на ништо не верува. Но има тој конкретни причини зашто е тоа така. Нашите инспекции немаат, како прво, основни алатки за работа, немаат мерни инструменти. Они зависат од тоа што ќе им го дадат загадувачите како мерај. Значи, па ќе ве молам, каква е тоа воредна инспекција со најава ден, 2 или 24 сата унапред. Кога имате воредна инспекција, тоа се влегува на лице место, не се најава. Тука мора да ги најавиме, да ги пречекат, да ги изгасат во меѓувреме, што и да се тоа процесиве и така натаму. Друга работа. Еве во Струмица има случај каде што еден капацитет со интегрирана дозvola, во самата дозvola нема наведено никакви филтри, дека треба да има филтри, никогаш нема ни ставено филтри. И кога доаѓа сега инспектор, он оди по дозволата што му е дадено од Министерството за животна средина. И гледа дека секако што е напишано, стои таму. Нема филтри, нема потреба за филтри. А таа инсталација гори петрококс, например.
И сега замислите што значи петров кокс горење без филтер. Тоа не е така. И уште повеќе. Например, имаме ситуација каде што не се сите од А категорија, имаме многу од Б категории кои што се директно под ингеренциите на градот. Во Б категории имаме елаборати, имаме и Б дозволи. Голем дел од тие не се обновени никогаш. Никогаш нема направено ревизија на тие елаборати. Никогаш нема направено ревизија на тие Б категории. Како што биле, така останале. Не може 30 години еден ист погон да има исти услови и така натаму. Практично тука доаѓаме до судар и на тоа дека немаат ни луѓе. Во Струмица, например, има само една еколошки инспектор. Тоа е премалце за целата ова количина на луѓе, на инсталации и така натаму. Значи немаат опрема, нема луѓе, а што имаме? Ако го нема тој, како ќе да веруваме кога еве и тоа што го има него не се случува. Јас сум свесен дека еве кај нас кога ќе се деси некоја работа, еве имаме протести, јас знам дека после 2 недели држи влага дека нема загадување. Како загадувањето да е свесно и да го снема. После пак се појавува. Да. Или ќе се појави во комшиски рајони. Во Струмица ќе го снема, ќе се појави во Берово. Сулфур диоксид во Берово, мислам, од каде? Да, Танушев, тоа сакав да речам, допред една деценија и повеќе Скопје важеше, нели, си велевме, котлина е заградена од сите страни, внатре се урбанизира, бесплански, без отсуство на планови, и некако маглата беше некоја, да кажеме, очекувана состојба во зимските периоди. Но изминатава деценија ние ова што го велите, Берово, па и Струмица и други градови кои се во низини, на отворен простор, се соочуваат со високи вредности на загадување. Морам да кажем дека одредени загадувачи имаат својот печеток, како например сулфур диоксидот, и тој не се појавува во процеси на горење на дрва, да речем. Немаме ние сулфур диоксид со тоа. Се знаат што доаѓа сулфур диоксидот. Тоа како пример го кажувам. Ако ќе помирисаме дека гори пластика, нешто изгорено што нема врска со горење на огревно дрво, веќе ни е јасно дека дишиме нешто што не треба. Особено, например, тоа е видливо во оние места каде што се гори кабли за бакар. Значи, во Струмица, еве пример ќе кажам, ние знаевме за такви локации, тие се блиску едно до друго со фабриките за кои има таа категорија и таму навистина ранливи социјални категории на граѓани горат кабли. Но колку се тие ранливи? Значи, се случи еве сега полицијата реагираше, имаше апсење, имаше кривични пријави, па замислете, најдоа на физички лица, на нивните сметки по 2 милиона евра пари. А нема бизнис, нема ништо, разбирате? Значи, колку метал треба да се горите, за да вие на сметката акумулирате по 2 милиона тоа се милионери. евра. Да, значи тоа се милионери кои што не знам како да кажем, целиот тој бизнис, бидејќи ова е де факто бизнис, го дишеме и го плаќаме сите останати граѓани. Да, Танушев, ова што го отварате комплексна тема сега, не знам дали поради некоја наивност да верувам дека поединец може да заработи 1 милион или можеби е во прашање, предпоставуваме некоја разработена шема со вклучени други. Тоа го најде, мислам, ако Струмичката полиција тоа го нашла, сигурно може и во Скопје полицијата да ги најде. Па имавме ни апсења токму за ова, за горење на бакарни кабли и жици на депонијата Вардариште, па и тука имаше, нели, седна веќе на судска клупа, имаше обвинение за тројца или за четворица. Танушев, останете на линија. Сакам да прокоментирам, прашањето е за двајцата. Ние сведочиме дека постојано носиме некакви документи на хартија, стратегија, правилници, насоки, патокази, како да се заштитиме, кои мерки треба. Најново е стратегија за почист воздух 24-30 година, документ
кој што ги дава контурите, причини, последици, решенија да се излеземе од оваа ситуација. Па дали препознавате, имаме секако да го спомнеме Министерство ресорно за труд и за заштита на животната средина и екологија, значи посебен ресор на оваа тема, а екологијата и натаму нас не вбројува никаде на дното во Европа со сериозни забелешки од Европска комисија и така натаму. Што од ова, што досега, например, владата која и да е, ама ја сега зборуваме за актуелната, за нејзини предлози, го промовира како мерки, може да се операционализираат и да дадат ефект. Значи, тука имаме последно, купувај субвенции за инвертер клими, поставувајте прочистувачи дома, особено да имаат ХЕПА филтри, најава за јавен градски превоз, електрификација, нови автобуси, кои ќе бидат замена за постојните, масовно пошумување на државата, па гасификацијата да споменам. Ова многу вака и ние ова го зборуваме не сега, секоја зимска сезона, колку што јас сеќавам изминативе 10 години, 20 години. Ја мислам дека од таа програма, да не речам 70% е се промашени мерки, затоа што со години се прават истите работи во Скопје и во Македонија. Ти инвертер клими веќе 10 години се делат без никаков план, без никаква анализа, без никакви резултати да се видат дали има некакви од тие мерки што се даваат. Значи ние даваме милиони на субвенции за инвертер клими низ Скопје, каде што понатаму немаме видлив резултат. Никаков. Не, може би има резултат, но веројатно треба да се направи емпирија на таа мерка, да се види каков резултат од таргет групите, од кои локации кај што се дадени некоја компаративна анализа. Да. Може би има резултат, а ние не знаеме дека има. Нема. Денеска прашав, имавме комисија за животна средина, конкретно за градот Скопје, нема направена анализа колку е загадувањето конкретно во тие делови каде што се делеле тие инвертер клими. Значи имало некои благи подобрувања на воздухот според некои испитувања што ги правило UNDP, ама градот тој што треба да ги спроведе тие испитувања, да види дали има ефект нешто тоа што се направило сите овие години. И тек сега они ќе гледаат дали имало или немало ефект, а и понатаму единствените субвенции што ги даваме се за инвертер клими, повторно за домакинствата. А индустријата, за жал, никаде ја немаме спомната. Значи, во градот Скопје, во програмата за животна средина, нема ниту една мерка што е насочена за да се направи некакво подобрување во однос на загадувањето од индустријата. Ние со години, например, бараме да се постават мерни станици околу сите индустријски капацитети што се од Б интегрирана дозвола, што ги издава градот. Немаме никаков одговор за тоа. Понатаму истите работи сме ги поднесувале и до централната власт. Сме биле дури во преговори со загадувачи големи како што се УСИЕ, каде што бевме во преговори ние со собствени мерни станици да поставиме околу цементарница, каде што они се согласија дека ќе прифатат да ги поставиме ние тие мерни станици. И кога дојде моментот тоа да се направи, тоа беше веќе не крева на телефон, не одговара на повиците и ништо од тоа. Ајде, овој момент е веќе мерниве станици, го спомна и Танушев. Значи, каква е ситуацијата во моментов? Компаниите, што поседуваат, на кои им се доделени вакви посериозни градации на овие еколошки дозволи од тешката индустрија, тие си имаат мерни станици во својот круг, но тоа се нивни мерни станици, на кои се повикуваат институциите и град Скопје и Министерство. Имаме ли представа колку чини оваа инвестиција да се постави, например, една мерна станица во близина на некоја ваква индустрија? Колкава инвестиција е тоа? Сега ако збориме за акредитирани мерни станици, тие чинат повеќе, не знам точно, но од 20 до 60.000 евра, да речеме. Но проблемот е со мерните станици, ние што сакавме да ги поставиме, тие нема да бидат точни каде што би се земале како докази, например да се докаже дека е токава загадувањето, но тие би давале само слика
дека во тој период има поголемо загадување. И во однос на тоа, ние ќе можеме, например, да си викнеме инспекција и да провери на лице место какво загадување има, затоа што тие и покрај тоа што се ефтини, да речам, сепак даваат слика, не се до толку многу некалибрирани и да даваат многу различни податоци. А добро, не сватив што е проблемот надвор од кругот на фабриката во близина да се постават овие, кој ја издава дозволата? Нема потреба за таква дозвола. Работата е што да се обкружи убаво фабриката, например, да се види дека точно околу неа се не случајно прашав, дури и 60 и 70.000 евра да коштаат лиценцирани мерни станици, тоа не е сериозна инвестиција, ако сака државата да навлезе во сршта на овој проблем и да види без ние медиумите вака да лицитираме која компанија или да ги изложуваме компаниите, можеби некои си работат согласно закон, со филтри и така натаму, но има некои што тоа не го прават и го гледаме тоа по загадувањето. Стигнавме до нив, генерално како стратегија рековте 70% од тие мерки според вас не ги бива. Нема, да. Затоа што ќе спомнам друго, например, гасификацијата што ја спомнавте. Значи тоа е тотално промашена инвестиција. Ние би инвестирале сега милиарди, тоа е само проценка, прва проценка е дека 1 милиарда евра треба да се инвестира за целосна гасификација на домакинства и се остало. Ама тоа сигурно нема да биде толку, затоа што тоа привичните проекции кога се формираат секогаш го надминуваат буџетот и идат на 2-3 пати повеќе од тоа. Тоа е една работа. Втора работа е што цела Европска унија се стреми кон исфрлање на гасот од употреба. Ти имаат направено план до 2040 година каде што веќе нема да има нема да го користат гасот повеќе. А ние ако стигнеме до 2040 инвестициски циклус за гасификација. Ние нема ни да стигнеме да го спроведеме тоа гасифицирање на земјата, а веќе ќе треба да го исфрлиме од употреба. Значи тоа е тотално промашена инвестиција. Наместо ние да инвестираме самите да си произведуваме електрична енергија, а не да даваме на поединци да си прават соларни фарми на плодно земјиште, наместо домакинствата да имаат неограничени ресурси и простор да може да се инвестираат фотоволтаици, например, на своите домови и вишокот на електрична енергија да можат по фер услови да го враќаат во мрежата, така што тие да би заработеле исто како што ние мохници заработуваат на плодно земјиште, ќе нагласам. Така што тоа би било многу добра инвестиција ако се направи нешто таква, да се направи праведна транзиција, каде што ние ќе бидеме граѓаните и државата економски независна. Исто така ќе напоменам, многу голем проблем се оние јавни објекти кои што се загреваат на нафтени деривати. Значи сите тие системи на загревање што ги користат на институциите да се заменат, да се постават фотоволтаични панели на покривите на сите јавни институции, ние ќе имаме огромни придобивки и ќе бидеме помалку економски и секако зависни, затоа што гледаме во каква криза се случува сега со мазотот, што не можеме да си го обезбедиме. Да. Бугарија денеска ни понуди помош, ама ние одбивме и кажавме дури ако треба на вас ние ќе ви дадеме мазот, иако ние сме во енергетска криза во моментов, во кризна состојба, еве да кажем по дефиниција. Ова со соларните панели и Грција, мислам дека е либерален таму. Пазарот на сите куќи има, нели, преку сончева енергија домакинствата се снабдуваат. Кај нас едно од тезите беше дека системот нема капацитет да ги абсорбира тие вишоци и од сега поставените соларни или како се викаат панели. Точно така. Видете сега каде е манипулацијата. Нема системот за вишокот на домакинствата, ама има за сите оние инвеститори на плодно земјиште што ќе инвестираат фотоволтаици. Ова подразбира една комплексна, како рековте, транзиција во енергетскиот сектор. Ние кога имаме ситуација на исцрпување на рек Битола, каде што и од таму нели се купа јаглен, користиме се уште мазут, ги немаме алтернативите, навистина ова либерализација за домакинствата можеби да биде една сериозно додадена вредност во таа вкупна транзиција. Сакам да го прашам Танушев, еве едно мислење околу таа стратегија, нели ја имаме од Прелани 2024-2030
30-та година, Струмица, барем така ние новинарите известувавме, еден од градовите кој може да се пофали со гасификација, па дури добија, струмичани добија, мислам, колку електрични автобуси. Десетини автобуси има, Струмица, што се електрични целосно. Но знаете што еве Струмица, сите локални институции се гасифицира. Не постои локална институција што е на мазот или нафта. Централните институции се на мазот и нафта, значи суд, дом на култура и уште некои можеби, но тие се. Треба и тие да бидат гасифицирани. Затоа што Струмица веќе инвестираше во секундарна гасоводна мрежа и гасот е тука веќе го има. Дел од тој газ се користи во стопанството, значи и тие имаат релативно добар фидбек по однос на цена перформанси, бидејќи им излегува најевтино, а во исто време најеколошка алтернатива, бидејќи струјата е скапа, но по однос на енергетска вредност и количина тој излегува оптимално. Освен на одредени индустријски капацитети кои што имаат далеку поевтина алтернатива, тоа е петрококсот кој што не знам, сега е 5 денари по килограм, така нешто. И тука веќе навистина се гледа каде е таа профитерска клика, односно размислување, зошто да биде кога веќе имаме газ овде присутно, зошто да не троши некој повеќе пари за да добие поеколошко прифатливо гориво. Но по однос на стратегијата, да се вратам, се тоа стои, ама ако се инвестираат пари. Значи, ние само трупаме хартии, како што забележавте, трупаме мерки, трупаме што се не. Хартија трпи се, но никогаш немаме реализирано конкретно нешто од буџет. Еве толку пари ова година за тоа ќе ги дадеме, значи ги одделувате наменски и не ги пипате со нешто друго. А кај нас секогаш има, дури да има некакво одделување, пак со некој ребаланс ќе го снема. И тука е тој проблем што цело време има поитни работи во однос на ова. За Македонија, не знам, не би требало да биде некој посебен проблем, бидејќи решението за ова веќе постои на запад како што е. Да, енергетски ефикасни домакинства имаат одреден футпринт, односно отпечаток кој што во Македонија би бил релативно поскап за имплементација, но проблемот е што немаме пари. За такво нешто да функционира на генерирање струја, дистрибуирано генерирање струја на секој домакинство, мора да се инвестира во системи за складирање на енергија, значи дали батерии, дали не знам, хидроген од електролиза, од струја произведена на фотоволтаици или не знам, реверзибилна пумпна хидроцентрала и такво нешто. Па дури имаше во стратегија, во планот за праведна енергетска транзиција на Битола, на РЕК Битола и системи базирани на стопена сол, значи натриумови соли кои што ќе направат размена на топлина и така ќе ја задржат таа енергија која што би се произведува и односно би се трошела во ова. Да. Но проблемот е што ништо тоа не функционира бидејќи не се инвестираат пари. За Македонија решение би било дистрибуирани топлински системи од типот на парно, значи или такво нешто, бидејќи не постои друг начин. Ако оставиме ние можност секој сам да си прави, секој ќе си најде некакво решение само за себе. Но реалноста е дека ако ние на едно место обезбедиме еколошки прифатлив начин на производство на енергија за затоплување, а при тоа има обезбедено енергетски ефикасни фасади кои што ќе овозможат соодветно ладење и греење, зависно од сезоната, ние тука ќе го решиме тој проблем. Ќе имаме
далеку подобри услови за имплементација на што и да е понатаму. Добро. Но тоа граѓаните не можат сами себе да го решават. Тоа мора централна власт со некакви кредити, значи тоа да биде цела програма и тоа да биде сеопфатно, да нема јас не сакам. Да, не може добро. не сакаш. Добро, Танушев, колку повеќе зборуваме на оваа тема, мислам дека толку похаотично станува кога пробуваме да ги најдеме решенијата. Често ги обвинуваме нели граѓаните, домаќинствата, што периферно на градот се греат, не знаеме и ние со што така велат властите, ние од друга страна еве спомна и Танушев, институции од централна власт се уште се греат на мазут и на нафта. Ние имаме во Скопје скопски општини кои се на 2 километри од центар на Скопје, кои што се греат училишта, зборувам, на нафта. Толкова изгледа се далечно дека ние ќе дојдеме до решенија, кога го немаме во моментот елементот на градот, јавен градски превоз, со, како да ги кажеме, електрични, не се тие еколошки, мислам еколошки автобуси се, електрични автобуси, она првото примарното. А ние ги имаме автобусите во моментов, еве нели најавува град Скопје, колку беше последната најава, 100 автобуси, екоавтобуси треба да пристигнат и мислам дека веќе се започнати тендерските постапки. Мора да завршуваме, бидејќи терминот за аргумент веќе го истрпуваме, мислам колку сме 20 на 35 минути во студиото. Ви благодарам на двајцата, Танушев, на вас благодарам за ова вклучување и уделот во емисијата. Калевски веројатно ќе биде тешко со ваши колеги од партиски провиненции нели да се води оваа битка, но ќе треба да испорачате и вие некој резултат како активисти. Да, се надеваме. Да. Па ќе речам да е видливо нешто за граѓаните, она што е елементарно за крвотокот на градот, а тоа е достоинствен превоз, за да се растерети нели сообраќајот. Пред некој ден имаше соопштение, користете почесто јавен превоз. Во ред ке го користиме, ама го нема јавниот превоз. Инаку секој од нас би сакал така, да се качи како човек, да излезе како човек од автобус и да си дојде на работа. Ти благодарам и на тебе за учеството во оваа емисија. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, овде го одјавувам овој информативен блок, од мене пријатно.